сте имали прилика да видите и изкусите толкова минае. Захвалност на цялото тима Српske асоцијација. Zatim potpredsjednika Vlade Republike Makedonije, gospodina Kočan Đurševa. Драго ми е што денеска еве на овој самит уште еднаш учествувам, значи по втор пат во овие 2 дена. Пред се да го поздравам мојот колега потпредседателот на влада на Република Србија, кој што ми е драг пријател. Се обидовме неколку проблеми да решиме и мислам дека ги решивме. Ќе зборуваме веројатно и за тоа денеска тука малце. Видете, да, Европска унија можеби се соочува со проблеми, меѓутоа друга алтернатива за овој регион нема и ние како влада на Република Македонија не гледаме. Да, постои дел од Европска унија која што има некакви трансформации и реформи внатре во унијата. Знаеме дека Велика Британија направи Брекзит, меѓутоа гледаме дека и тој Брекзит тешко е да се реализира и се уште не е јасно како до крај ќе се реализира. Но од друга страна па остатокот од Европа се обидува да направи колку што може поцентрализирана држава. Се обидува колку што може повеќе, би рекол, да ги федерализира одредени институции и активности кои што ги има во делот на институциите. Така да тоа кажува дека останатите земји те како ја препознаваат вредноста на Европска унија и те како таа Европска унија зацврснува. Практично во моментов и не постои друг вредносен систем на кој што овој регион би се приклучил, бидејќи и географски припаѓа таму. Ама не само и географски, него ние треба да ги достигнеме и тие вредносни стандарди. Она што го зборувавме, значи, јас и вчера го зборував на тој панел, не би сакал да бидам досаден и да го повторувам, ние некако сите во регионов премногу сакаме да поединечно се врземе за Брисел, ако може. Меѓутоа, мислам дека е многу попаметно да почнеме да се врзуваме меѓу себе, па така врзани меѓу себе да се врземе за Брисел, и на Брисел помалце проблеми ќе му правиме на тој начин, а мислам дека и себе си ќе си олесниме. Дали е тоа можно? Па можно е. Историјата покажала дека е можно. Ние треба да ги трнеме на страна сите проблеми кои што не мачат од блиската историја, би рекол, па можда и од подалечната историја. Од историја не се живее. Се живее од иднина и се живее од прагматизам. Не сакам само да споменам какви све војни воделе помеѓу себе европските држави кои што денеска се во Европска унија и кои што соработуваат. Не сакам само да споменам областа Алзар, која што е нели Страсбург како град, која што на времето била германска област, денеска е во рамките на Франција, па повторно никој за тоа не поставува прашање, сите тие гледаат да живеат убаво и да напредуваат, тоа е една од најразвиените воедно области на Франција. И можам вакви области да ви набројувам многу низ цела Европа, кои што денеска сите тие ги заборавиле сите проблеми и сите недоразбирања и гледаат да се стават на страната на позитивното и да најдат начин како да соработуваат. Мислам дека ние како простор мораме многу да учиме од тоа. Се обиде владата на Република Македонија да реши 2 проблема кои што беа горливи со многу години. Тоа беше проблемот со Бугарија и проблемот со Грција. Сите сте вие сведоци и знаете, мислам, околу тие настани. Јас не би сакал да политизирам на оваа дебата, сепак ќе зборуваме за економија. Меѓутоа, мораме да ги тргнеме тие пречки. Практично, што се однесува пак до останатото, до мобилноста, видете, ние сите сме влезени во една фаза на градење на инфраструктура во сите држави. Ако земете, инфраструктура се гради денеска и во Македонија, интензивно се гради во Србија, се гради во Албанија и во сите, значи, држави кои што се од овој, да речеме, Западен Балкан, како што не сврстуваат. Меѓутоа, ние џабе градиме скапи инфраструктурни проекти кои што ќе го намалат транспортот за 15 и 20 минути, ако после тоа чекаме на граница 12 сати. Онда тие пари се фрлени, значи непотребно и практично неповратно се фрлени, заради тоа што мораме да најдеме начин како тој регион, значи, да подобро циркулира помеѓу себе, да соработува помеѓу себе. Има многу начини како тоа да се направи. Некои начини се обидуваме да правиме. Меѓутоа, она што е моје чувство лично, како човек кој што доаѓа од стопанството, јас 20 години сум во стопанство, а година и пол сум во влада, и секогаш избегнувам да кажам дека сум политичар, бидејќи не се чувствувам како таков, поише сум вршител на јавна функција, да речам конкретно, али се обидувам да размислувам со менталитет на стопанственик, а тоа е дека во владите премногу зборуваме, а премалку правиме. Значи, сето ова што сега го дискутираме, па јас мислам дека го дискутираме 5, 6, 7 години, меѓутоа многу малце од тоа конкретно е направено.
Зошто е малце конкретно направено? Заради тоа што кога ќе го сведете на локален интерес, на локална економија, вие го добивате притисокот од локалното стопанство и заштита на локалните интереси, кои што можеби краткорочно ќе се заштитат, ама долгорочно прават штета и последици вакви какви што сите ние ги имаме. Вие отворивте многу прашања во вашето прашање, не знам колку широко да одам, отворивте и околу прашањето на мобилноста и кадарот и така натаму. Да, за жал, од нашите држави добар дел од работоспособното население се исели. Ние како Македонија немаме долго време попис и во таа смисла и не ни знаеме колку точно жители има моментално во Република Македонија кои што живеат во Република Македонија. И тоа е проблем. Вие врз база на сето тоа го темелите и бруто домашниот производ по жител и невработеност проценти од тоа што вие теоретски го имате, но дали е тоа навистина така? Јас тука би застанал за момент за да не го узурпирам целото време. Добро и коректно да ни кажете и отприлика како да се движиме со дискусиите, бидејќи дискусијата е толку широка да би можеле и јас и Расим веројатно 2 сати да збориме без да застанеме. Би сакал да ја кажам широката слика. Значи, кога викам широката слика, од една страна ние треба да стигнеме некакво ниво на стандард, еве да не речеме на развиените западноевропски земји, да речеме на земјите од Централна Европа, кои што исто така беа социјалистички, како што беа и нашите држави. Зборувам за Чешка, Словачка, Полска и така натаму. За да стигнеме до тоа ниво, ние потребно е во следните 20 години да имаме бруто домашни производи кои што ќе бидат над 5, 6, 7% на годишно ниво како пораст. Во меѓувреме тие нема да не чекаат. Ние зборуваме ако они имаат бруто домашни производи од 2-3%, а ние да имаме 6-7%, па за некои 20 години да го стигнеме тоа ниво. Тоа е едната страна на сликата. И ние треба да се бориме тоа да го направиме. И еве, со помалци или повеќе успех, некои држави успеваат да го направат. Меѓутоа, од друга страна, сега имате друга страна на сликата. А таа друга страна е, вие треба да бидете, за да тоа го направите, можете да го направите преку 4 генератора во државата. Главните генератори на бруто домашниот производ во секоја држава се индустријата, градежништвото, трговијата, значи размената и земјоделието. Во нашите држави во регионот, ако видите, тоа се главните влијателни фактори во креирањето на бруто домашен производ. Градежништво можете да отворите, меѓутоа ако тоа бидат проекти кои што не се физибилни, кои што не ги враќаат парите, вие у принцип се задолжувате, краткорочно правите ефект, долгорочно правите проблем. Земјоделието секако е добро да се развива, индустријата е најпогодна заради тоа што таа обезбедува долготраен развој кој што е одржлив. Значи тука ако направите развој, тој може да биде да даде ефект на повеќе години и тој е реалниот развој. И ако видите овие држави врз база на тој развој го постигнаа тоа ниво. Ајде сега да се вратиме околу индустријата. За да правите индустрија, нашите земји се многу малечки. Еве Македонија, 2 милиона жители. Прашање дали и толку. За 2 милиона жители вие не можете да правите индустрија. Секоја индустрија која што сакате да ја правите во Македонија, треба да биде извозно ориентирана. За да биде извозно ориентирана, таа треба да биде конкурентна. За да биде конкурентна, цел свет ви е конкуренција. И сега тука доаѓаме, секој што се занимавал со фабрика и што седнал да прави производ и да продава производ, знае дека мора да ја направи структурата на цената. Структурата на цената, кај нас во нашите производи има поскапи банкарски кредити него секаде у светот, бидејќи вие морате да имате финансирање. Тука не се криви банките, тие мора да го пресметаат ризикот на земјата. Доколку светот има банкарски кредити со 1-1,5%, нашите кредити се со 2-3% поени поскапи. Тоа е, тргнете од вредноста на финансиите, кои што вас ви се потребни за да го задвижите систем. Тргнете после тоа од логистичките трошоци. Еве, Расим зборуваше за нив, да не се повторувам јас, тие се 5-6% поскапи визави целиот останат развиен свет. Тргнете од делот на енергијата. Електричната енергија на берзата на Хупекс, на која што сите ние гравитираме, меѓу 5 и 10 евра поскапа него било која берза на електрична енергија во Централна и Западна Европа. Што значи енергијата е поскапа. Значи, тргнете на гасот, или ако зборам сега за електричната енергија, енергенсе и гасот. Тоа е во нашиот регион поскап него во Германија.
Единствено што е поевтино е работната рака, но таа ја снемува. Зошто? Заради тоа што таа излегува надвор, заради тоа што практично младите луѓе мора да живеат, не можете вие да држите само трудоинтензивни бизниси, каде што ќе делите плати од 200-300 евра нето. И тоа нема иднина, тоа и не прави бруто домашен производ. Значи, со други зборови, ние мораме да преземеме посериозни чекори. Тие посериозни чекори треба да бидат преземени брзо. Значи, нема време за чекање, нема време за губење. Не Македонија, регионот нема време за губење. Прво и основно, политиката надвор, историските предрасуди надвор. Дајте да соработуваме, ако можат земјите од Европа кои што меѓу себе војувале да соработуваат, мораме и ние да научиме да соработуваме. Ние не смееме да бидеме нити конкуренти, ние треба да бидеме партнери. Заради тоа што нема друг начин. Второ, дајте да ги тргнеме бар оние трошоци кои што можеме да ги тргнеме. Тоа се трошоците во делот на логистиката, тоа се трошоците во делот на бирократијата, на администрацијата. Да не ви кажувам дека нашето стопанство, бидејќи нашите земји не се членки на Европска Унија, немаат пристап до европските фондови за обновување на технологијата. А вие за да имате продуктивност, која што е основа за да бидете конкурентни, вие треба да имате ноу-хау и нова технологија. Нема друг рецепт во продуктивност. Јас сум градел фабрики 3, сум собственик на фабрики, тоа е продуктивност. Не постои друг начин. И организација се разбира. Сега, вие треба да се борите со некој кој што има 50% грантови за обнова на технологија, вие треба тоа да го правите со собствени средства или со финансиски средства што се поскапи од било каде и да конкурирате на тој пазар со сите овие товари. Па тоа е исто како да трчате на 100 метра со vreќа цимент на грбот. Така да, значи, практично мораме ние да се ослободиме од сите овие работи и да работиме во тој правец некако да ги решиме проблемите. Спомнавте јавно-приватно партнерство. Да, тоа е добро. Меѓутоа, јавните приватни партнерства се за визибилни проекти. Тоа се за проекти каде што приватниот партнер ќе најде интерес да инвестира и да тој проект биде визибилен, и тоа е во ред. И тоа е добро во енергетика, тоа е добро во обновливи извори, тоа е добро, можеби, не знам, во здравство во некои сегменти. Меѓутоа, тоа не е во инфраструктура. Јас можам да зборувам за Македонија, ако ги видите сите градби на патишта визави фреквенцијата на сообраќај, тие се нефизибилни. Или патарините треба да бидат до небо високи за да на некого му биде тоа физибилно, па ќе направите нови обструкции, или пак едноставно, значи не може да се изгради тоа бидејќи нема internal rate of return кој што е доволен за да инвеститорот биде задоволен тоа да се направи. Во таа смисла државите треба да работат само на инфраструктура. Треба да работат таму каде што нема да работи никој приватен инвеститор. А од друга страна, да видиме да ги тргнеме сите бирократски бариери, сите бариери помеѓу нас како држави, за да можеме да ослободиме слобода на економијата. Еве, ова би било вака да речеме една широка слика како јас ја гледам после година и 5 месеца во влада, а претходно 20 години на другата страна. Првото околу мобилноста. Значи, апсолутно, да, ние како Македонија ќе бидеме поддржувачи на идејата да пазарот на работна снага во регионот биде еден пазар. Тоа значи да било кој жител на Република Србија може да работи во Република Македонија и обратно, без за тоа да има административни пречки, да бара работна дозвола, престој и така натаму. И мислам дека тоа ќе олесни многу работата, бидејќи ние сите сме мали пазари и сите имаме несоодветност на кадарот. Во вториот дел, или третиот дел каде што кажавте, значи во делот на дигитализацијата, да, тоа е интересна сфера. Таа е сфера каде што сите овие пречки кои што предмалце ги зборував, а зборував значи за пречките околу капиталот, технологијата и така натаму, зашто пак од друга страна значи се само аргумент повеќе дека треба побрзо да станеме членки на Европска Унија, тоа е суштината, но сега да се вратам на конкретното прашање. Значи, знаете зошто има брз развој во тие сегменти? Затоа што нема голема почетна инвестиција. И повеќе се сведува на квалитетот и интелигенцијата на кадарот, отколку што се сведува на технологијата. Видете, вие имате дејности кои што претежно е важен кадарот и дејности каде што секако е важен кадарот, ама мора и да има многу технологија и многу пари за технологија. Вие можете да имате каков сакате кадар, машински инженери, ама ако немате современи CNC машини, вие немате метална индустрија.
А ако имате добри инженери по софтвер или програмери, мала инвестицијата во хардвер за да имате добри производи на крај, скапи производи. Исто и во формација, веројатно, кај што треба исто така многу технологија и воедно знаење. И така да, значи, дигитализацијата или четвртата индустрија или револуција индустријска, како што ја викаме, јас ја гледам како голема шанса за нашите млади луѓе да останат во регионот и да работат производи за надвор, значи за цел свет. Зошто? Заради тоа што не е почетната инвестиција многу голема во нивниот бизнис. И тоа е така. Што се однесува до второто ваше прашање, ќе треба да ме подсетите, само се однесуваше на околу школите беше. Школите, да. Значи, видите, образовниот систем во нашите држави, еве јас нема да зборувам за сите, бидејќи не сум експерт за образовни системи во сите држави, али го знам добро во Македонија, бидејќи покрај тоа што сум во стопанството, сум и редовен професор на машински факултет. Тоа е девастирано. Значи, ние мораме да кажеме отворено дека нивото на едукација и квалитетот на таа едукација во последните години е значително опаднато. Тоа е првата работа, генерално гледано. Второ е апсолутно несоодветно. Значи, кога ќе речам апсолутно несоодветно, вие ако земете каква е спецификацијата или кој е, значи, типот на невработени во државата, а од друга страна што бара индустријата или економијата генерално земено, ќе видите дека тоа едно со друго нема никаква врска, не се спојува. Значи има комплетно разединување на тие две работи. Вие во мало место каде што има едно основно училиште имате 17 професори по географија, наставници по географија, а во тоа училиште може да работи само еден и тој има 40 години, што значи дека овие следните 20 години нема кај да се запослат. И они чекаат да бидат наставници по географија. Не бива. Треба на луѓето јасно да им се каже дека не бива. Во Македонија има 30 факултети за менаџмент. Сите ќе бидат некакви менаџери. Не бива. Значи, таа работа не може. Значи, мора да им се објасни на луѓето дека не може сите да бидат менаџери. А они се чекаат невработени да станат некакви менаџери некаде. И онда почнуваат да одат по политички партии, таму почнуваат да им објаснуваат дека кога таа партија ќе дојде на власт ќе ги запосли, па после почиња незадоволството и тоа нема крај. Значи, таа работа треба да се промени. Треба прво, видете, ние имаме акутен проблем. Тоа е акутниот проблем. Имаме хроничен проблем. Хроничниот проблем е образованието. Мораме образованието да го смениме. И тоа поише да се насочиме она што е во Австрија денеска дуално образование, што е во Германија Реалшуле и така натаму, а она што беше во времето на социјализмот средни технички училишта. Значи, каде што луѓето ќе добијат занаети и знаења со кои што ќе можат да живеат. Од друга страна, значи, тоа ќе биде согласно потребата на економијата. Ама тоа вие денеска да го смените образовниот систем, вас ќе ви треба 7 години да го добиете ефектот. Ние толку време за чекање немаме. Затоа треба да го решиме и акутниот проблем. Акутниот проблем ќе се реши на тој начин што вие треба во секоја општина тоа да се биде мал некој пат е недостаток, ама за оваа работа е предност, пошто па лесно ќе ги излистате кои се, да ги излистате кои се од една страна, значи тие што се невработени, а од друга страна што е потребата на економијата. Денеска вие во Македонија не можете да најдете работник за фабрика, не можете да најдете заварувач, обработувач на ЦНЦ машина, текстилен работник, било што, значи не можете да најдете, тешко тоа се наоѓа. Значи има отворени огласи, а од друга страна имате 20% невработеност, која што пак ја темелите врз база на луѓе кои што мислите дека се во државата, а не се. Така да, практично, таквите акутни проблеми мора да се решат со акутни мерки. Не можете вие да ги решите со системски мерки на дол крок. Со системски мерки можете да го решите хроничниот проблем и да дае подолгорочно резултат. Ама сега требаат брзи, акутни мерки и управо такви јас предлагам сега, управо на такви работиме. Значи, не знам дали ви одговорив на сите три прашања комплетно, али се обидов, значи, да ви дадам конкретен одговор. Денеска ми представуваше особена чест и задоволство да учествувам на завршниот панел на самитот 100, кој што полека се профилира во самит кој што е исклучително релевантен, како место на кое што вршителните на јавните функции и бизнисмените имаат можност да поразговараат отворено за сите проблеми кои што го мачат регионот во економски поглед. Посебно чест ми беше што на панелот учествуваше и мојот колега, потпредседател на владата на Србија, господинот Расим Љајич, со кого имаме одлична соработка и долгогодишно пријателство.
и се надеваме дека таквата соработка ќе се преточи во подобра економска соработка помеѓу нашите држави и не само помеѓу нашите држави и помеѓу регионот генерално. На панелот, како што и вчера кажав, беа кажани повеќе идеи, сите паналисти правеа сублимат од сите панели, практично слушнавме многу корисни идеи. Јас лично како член на владата на Република Македонија, одговорен заменик председател на владата за економски прашања, слушнав на вистина голем број на идеи кои што ме мотивираат да најдеме решенија за одредени проблеми кои што мислам дека ќе ја унапредат економската соработка во целокупниот регион.